браќа и сестри, со Божја помош јас се надевам дека ќе успееме да го заокружиме тоа што вчера го почнавме, а тоа е, да речеме, едно гледиште, како вистинската наука се држи како заложник во однос на една идеја која што има, да речеме, амбалажа на наука, содржина на идеологија. И не во смисол да некого критикуваме или во смисол да некого навредиме, туку само со една единствена цел, а таа цел е да поставиме рамка, ограда или заграда, ако сакате, во однос на тоа што представува вистинската наука, а што представува идеја која што требало да биде наука, прераснала во идеологија и какви импликации има таа во секојдневниот наш живот. Значи, ќе започнем најпрво со еден идеолог, еволуционист, најистакнат да речеме, Ричард Докинс, во однос на него е мало дете. Тоа е Ентони Флу, кој што повеќе од 50 години бил човек кој што се залагал за еволуцијата и пред се за атеизмот, еден од најпопуларните професори воопшто кога се предава било каква наука. Тој бил истакнат атеист и запамтен е, значи, по две работи. Првата работа што ги учил студентите им рекол: следете ги научните докази, па било каде тие да го одведат. Тоа е првата работа. И на крајот научните докази него го одвеле до Бога, и тој станал теист. И неколку пати, десетина години поред, излегува неговите асистенти и вика: не, професорот не сакаше да каже така, сакаше да каже вака, он излегуваше и каже: не, теист сум, Бог постои, се предомисли. И така неколку пати, после веќе него пушта на медиуми. И втората работа што е многу битна е тоа што рекол: секој научно откритие, внимавајте какви импликации, односно какви консеквенции ќе нанесе на општеството, на заедничкото живење. Значи, што и да откриете, како и да откриете, внимавајте какви импликации тоа ќе има на заедничкото живење. Така да, сега ќе видиме ова така наречена наука, какви импликации има на секојдневното живење, односно, не дај Боже, какви би можела да има. Значи, кога ќе ви погледнете овие знамења, наведнаш ќе се запрашате што имаат заедничко сите тие. Имаме поранешни земји, демократски, комунистички, сегашни, од разни континенти и со различни, да речеме, бекграунди. Едно нешто заедничко за сите нив е тоа што тие сите помалци повеќе имаат прифатено таа идеологија потелотворена во еволуцијата или дарвинизмот, што е поточно ако сакате. И втората работа е што нивните, да речеме, особености ние ги живеевме во минатото, се уште ги живееме, а нивни особености се секако материјализмот, да речеме конзумеризмот или ако сакате конформизмот и сите слични изми, и исто така имаат една, да речеме, заедничка особеност, а тоа е атеизмот, без разлика во кој облик тој се појавува, и нивните символи, еден од најстранатите символи на атеизмот, без разлика од кој, не сакам сега да никого да именувам, од каков бекграунд, од какво потекло атеизмот, тоа е петкраката звезда. Значи, тоа има заедничко. Сега да видиме каква религија, односно идеологија, еволуционизмот. Овде ќе ми простите ако бидам само на овој слайд малце пикантен, подоцна ќе објаснам зошто е тоа така. Значи, тоа е религија спротивна на Библијата, односно религија на смртта. И некои, да речеме, мои колеги ми критикува дека многу е тоа јака реченица. Сега јас да кажам зошто е тоа така. Тоа е затоа што Библијата вели: човекот е предизвикал смртта. Значи, смртта за човекот е неприродна категорија. Тој ден денес се плаши, ден денес не ќе да размислува за неа. Значи, таа му е наметната, дојдена категорија. А еволуционизмот вели: не, смртта го создала човекот. Внимавајте како. Бил, да речеме, некој астралопитекус и тие сите требале да изумрат неприлагодените за само еден да се претвори во следната стапка на еволуција, односно тоа е Homo erectus. Па сите Homo erectus изумреле за да дојдеме до Homo sapiens. И така сите тие изумирале за да дојдат до денешниот човек, и што е многу битно, се наметнува логично прашањето дека денешниот човек треба да изумре за да дојде следната алка. Прашање на време е кога. Тоа е религија на постојана борба, подкрепена од законот на џунглата. Значи, посилните преживуваат. Многу битен момент е што се помалку во секојдневното живење се прашуваме што се случува со послабите. Односно, како да ги наречеме, да ги идентификуваме оние непосилните. Значи, тие се оние кои што плачат, кои што бараат утеха, кротките, оние спомнатите во блаженствата на Месијата. Што се случува со нив што не преживуваат, претпоставете сами. Тоа е религија на надчовекот, односно, бидејќи човекот изумирали, сме дошли до човек и сега прашање на време и начине како ќе еволуира човекот во надчовекот. Некои луѓе во историјата имале одредени, како да кажам, визии, видувања за тоа. Хитлер имал свое видување дека надчовекот треба веќе да еволуира, Сталин имал свое видување,
и други научници и други политичари имале свои видувања дека е време за над човекот. И сега внимавајте што е многу битен момент, што Месијата, значи отловотворениот Бог Христос, за него човекот е сосема доволен. Значи внимавајте, не случајно он вели, сега тука има и други импликации, многу подлабоки, меѓутоа не случајно вели синот човечки. Значи за него човекот е сосема доволен. И вика, кој нема да ме прифати мене, ќе го прифати тој што ќе дојде после мене во мое име. Значи за оние што не е доволен човекот, тие го чекаат над човекот. Тоа внимавајте, тоа е многу битен момент. Добро. Сега, за да не одиме со филозофија, со тематика, со некои духовни размислувања, ќе се задржиме конкретно на законите, значи физички немерливи закони, кои што секој може да ги измери, да ги провери во лабораторија и така натаму, што велат законите за оваа така наречена наука, односно идеологија, што велат законите за еволуционизмот. Оние закони кои што се, да речем, темел на било која наука и науката не може да функционира без нив. Тоа е првиот закон за термодинамика, односно закон за конзервација, запазување на енергија. Тој вели, вкупната енергија и материја во Вселената е константна. Или проширено енергијата може да се пресели од едно место на друго или да премине од еден облик во друг, но не може ниту да се создаде, ниту да се уништи. Тоа е проширената дефиниција на Исаак Исамов од 70 година, и истото вчера видовме го тврдил Джеймс Джул пред 120 години. Меѓутоа што е уште поинтересно, тоа истото го разбрал и премудриот цар Соломон пред 3000 и нешто години, кој што вели, разбрав од и се што прави Господ, останува за секогаш. Кон тоа нема што да се додава, тоа нема што да се одзема, а Бог прави така за да се бојат пред лицето Негово. За да го почитува, не случајно Бог така го направил, да нема што да се додава. Значи првиот принцип на термодинамика и вели не на еволуцијата. Вториот закон за термодинамика, класичната дефиниција вели, корисната енергија која што е на располагање во системот секој пат се намалува, иако вкупната енергија останува константна. Или ако сакате многу по-сватлива, да речеме, статичката дефиниција, која што вели редот, односно организираниот распоред во структурните системи секој пат се стреми кон дезорганизирање и неред. Значи, вака еден секојдневен пример, кој ќе станете наутро, после утринската хигиена, после доручекот, не го местите креветот, не ги раскревете садовите и заминете на викенд или на одмор. И вратете се после 10 дена да видите што се случило со неред. Дали се зголемил или се организирал во некоја прекрасна структура. Ја кога бев студент 2-3 пати имам пробано и веруете ми, нередот се зголемува. Сега не знам за 10 дена, може за 10.000 години ќе настане некоја структура така само од себе. Информатичка дефиниција вели, пренесената информација секој пат се стреми кон изобличување, извртување и некомплетност. Значи, она е позната детска игра расипан телефон. Тоа се случува со мутациите. Значи, вие имате првична информација која што е дадена, меѓутоа таа информација како се пренесува повеќе, се повеќе слабее, заслабува и е некомплетна, се нарушува. Тоа се случува со мутацијата. Значи, мутантот никој пат не може да биде поубав, попаметен, од како што видовме од родителот, како што тоа го видовме нели научниците, тоа претходно коментарисот што го потврди. Значи, вториот принцип на термодинамика вели не. Закон за статистика на прираст. Стапката на природен прираст во изминатите 100 години е 2%. Внимавајте што во последните 100 години ги имаме двете најопасни војни, во кои што е десеткувано човештвото, Прва и Втора светска војна, милиони небројни ви се изумрени. Тука имате шпански грип, тука имате црна грозница, жолта треска и така натаму. Значи најмногу луѓе тука имаат гинато, меѓутоа пошто стално се навикнати еволуционистите не им се попушта, па решив и тука да им попуштам, да речеме дека 0,5% е природниот прираст од секој пат кога постоело човештвото и се доаѓа дека со овој природен прираст, односно со статистика на прираст, денешните 6,5 милиарди пред 4300 години се сведуваат на 4 индивидуи. Сега некој се смеа, вика, ова не е сериозно, или? Меѓутоа, ајде да видиме по другата страна што вели еволуционизмот. Они велат дека човештвото е старо 3 милиона години, односно човекот како таков исправен човек. Сега да речеме дека за полесно сметање не мора 3 милиона, земаме 1 милион. Значи за 1 милион години, ако земеме според оваа статистика на прираст, тогаш бројот на луѓе кои денес би живееле на земјата би бил 10 на 2155. Значи замислите за оние што помалку знаат математика, тоа е бројка, значи што има за себе 2156 нули. Тоа не само што не го собира во човечкиот ум, не го собира во ниеден компјутер, тоа не може да го пресмета. Значи за чисто компарација, во нашата галаксија бројот на атомите е 1 на 80. На секој атом треба да живеат 1 трилион луѓе. Толку вака отприлика би се развило од човештвото. Што вели? Значи овој закон вели не. Закон за каузалност. Тој закон гласи nullus effectus sine causa, односно нема последица без причина. Што сме ние тука, живи, присутни,
Тоа сме последица, причина е љубовта на нашите родители, ајде да кажеме ваку простено. Меѓутоа, овој закон е многу, ајде да речем, меч со двеоштрици и еволуционистите се обидуваат да го употребат против верата, против откровението, и те велат, нели вашиот Бог е Адонај, нели е вашиот Бог Елохим, се доволен апсолут. Зошто сега он би се мачал да создаде ангели, па да му се побунат, па човек непослушен и така натаму? Значи нема причина. Тука законот ваш викаве тепа тука. Меѓутоа тие не знаат една главна вистина, дека Бог по својата суштина е љубов. Дека причината е љубов, Бог од љубов тоа го направи. Причината е љубовта Божја, последицата сме ние. Законот си е закон, мора да работи. Друг закон е законот за биогенеза, односно животот настанува само од живо или omne vivum ex vivo. Во времето на Дарвин, како што знаете, немало микроскопи и мислам имало многу, да речеме, назадни од денешните, и они клетката ја гледале како едно меурче исполнето со некоја матна водичка. Меѓутоа денеска се сметалаше до пред 10 години дека клетката е по-комплицирана, најпростата клетка, по-комплицирана од Вселенски брод, од Space Shuttle. Денеска се дојде во 2012 година истражување дека не само што е по-комплициран од Вселенски брод, него една клетка е еквивалент на, како да кажеме, една индустријска зона, комплекс од фабрики, при што таа индустријска зона мора да има свој, да речеме, хелиодром, свој аеродром и своја железничка пруга, за да има достава. Речете што е една клетка и сега таа само од себе нешто настанало, не верувам, добро. Закон за општа логика, значи, пошто вчера не рековме што е наука, науката е применета логика. Значи, вели, прво да дефинираме што вели теоријата на еволуцијата. Целата теорија на еволуција може да се представи во следнава рамка. Никој плюс ништо, плюс никаде, еднакво на се. Да ви објаснам зошто вака делува луда, ама така е стварно. Значи, никој, зошто никој? Затоа што во тоа време, значи, кога настанал Биг Бенг, немало никој. Бог, не постои Бог. Значи, кој е тој што е натерал Биг Бенгот да пукне? Нема никој. А што пукнало? Тоа што пукнало него нарекуваат примордијална причина, сега тоа било нешто толку мало што било трилиони пати помало од јадрото на атомот. А тоа во математиката се вика ништо. Значи пукнало тоа ништо и создало се. И сега ќе прашате каде пукнало? Никаде, затоа што немало време и простор. И сега некои велат теорија е многу комплицирана, велат некој тогаш се создал просторот, некој велат подоцна се создал просторот. И сега го земете по било која, како да кажеме, еве толковен речник, етимолошки речник, што значи зборот експлозија? Значи да ширење на енергија и материја во просторот. Значи ако немало простор, тоа не било експлозија, било имплозија. А па за да има имплозија треба да има материја. Мислам, ова е ментална гимнастика, еден е само, не? Ова, значи, оваа теорија е многу битен момент за нејзе да назначам дека е 70 пати менувана во последниве 30 години. Тоа е многу битен. Закон за математичка веројатност. Веројатноста да една аминокиселина настане само од себе е 1 према 10 на 170 пара. Значи број со 171 нула. Тоа го има пресметено професорот Харалд Моровиц, кој што патем речено не е теиста, не е верник, математичар. Меѓутоа сакал човекот да види која е веројатноста една аминокиселина да настане само од себе. Се веројатноста што е малце да пообјаснам. Значи, ако земете паричка, фрлите ваку воздух и дали ќе ви падне петка или глава, ако вие се гладите на петка, тоа е 1 према 2 веројатност. Ако одите неспремни на тест и тестот има А, Б, С и Д одговор, да вие го заокружите точниот одговор, веројатност е 1 према 4. Сега тие што брзо полагале знаат која веројатност е, колку е опасна таа веројатност од 1 према 4. А овде имаме веројатност од 1 на 10 на 170 прва. И сега овие дарвинисти, да речеме, не биле сигурни со професорот Харалд Моровиц и затоа покренале цел еден математички институт, кој што ќе пресметува колку време е потребно да аминокиселината само од себе се организира. Тоа време е 10 на 240, значи број со 242 нули. Нема тие милиарди години, не постојат такви каталјарди години за кои што таа са. А внимавајте, аминокиселина е циглата, најосновното нешто за да изгради протеин, па да изгради клетка. Што е многу битно? Ние секој дневно обичниот човек, значи сретнете некој на улица, ако го прашате што е еволуција, и он ќе ви каже се развивале таму од риба, меба до ова, и настал мајмун и така натаму. Меѓутоа, знаете што е тој последната ставка. Многу се битни, значи во научен контекст, за човек што сака да постава прашање, ќе каже добра, пред човекот што било, а добро не живата материја како се развила, значи за научник, за да функционира еволуцијата, потребни се овие 6 значења на еволуцијата. Првото значење е космичка еволуција. Тоа Биг Бенг, што го разговаравме, значи тоа уште нема добра теорија.
Хемиска еволуција, односно настанок на елементите, се тврдеше порано, сега нешто престанува последните 20 години да тврдат. Порано се тврдило дека настанокот на елементите се одвивал од водород преку хелиум и до злато, до олово, до најтешките метали. Претпоставам дека, да речеме, творецот на оваа еволуција, на овој дел од еволуцијата бил или палеонтолог или археолог, ама хемичар сигурно не бил. Звездена еволуција, настанок на галаксиите и планетите сами меѓу себе се караат, не можат никако да најдат никаков одговор, затоа што има еден момент, се вика ангулар моментум, тоа е вртеши, има и други едни сили, да не ве замарам сега, кои што зборат спротивно тоа што тврдат, да речеме, подржувачите на оваа еволуција, затоа и таа отфрлена како таква. И органска еволуција, настанок на живата материја од нежива. Значи се трудат да од неорганска материја создадат органска. Ама не знам зашто се трудат, затоа што веќе имаме неорганска материја, идеално спремна, идеално подготвена во секоја мртовечница. Треба само да влезат и на телото дух да му дадат. Нема потреба да се замараат од неживо жива. И на крајот, макроеволуција, значи имаме процес во кој животните се менуваат од еден вид во друг, што Карл и не пред 200 години тоа го докажа дека не е така, и ги премостуваат границите на видот, а многу често и на родот. Знаете, оние, поготово по-старите учебници од 70-80 години по биологија, како сега кравата пасела, па и снемало треба, па полека почела да пасе алги во морето, па пливала, па перки, кит станала, китот еволуирал, снемало риби, прераснал на друг начин на исхрана, излегол надвор, па полека фока станал и така натаму, во тоа време кога на желките им пораснаа крила, станаа птици, или така малку да се нашалим во тоа време кога слоновите лежеа јајца и они на дрвото крошни правеа и така натаму. Меѓутоа, внимавајте, многу се слични работи, значи да ги менувате границите на родот и видот, што е недопустиво. Значи овие првите 5 значења на космичката еволуција се чиста религија. Чиста религија. И сега доаѓаме до шестото, кој што е покритие за овие првите 5, за на секојдневниот човек тоа што му се нуди. А тоа е микроеволуција, ако сакате така да ја наречеме, меѓутоа тоа е адаптација и вариација. Од кој смисол? Од смисол дека жолта лавица, несомнено после многу парење или после неколку генерации, може да даде бело тигарче, бело лавче. Тоа не е спорно. Не е спорно и дека волкот, ако немате, вие го чувате во заробеништво и немате сега волчица, па го спарите со кој е најблиско некој голема којотица, дека ќе даде нешто кое што ќе биде слично на двата родителя и вие со тек на време ако го припитомувате дека ќе добиете некој вид на куче. Тоа не е спорно. Меѓутоа тоа е во рамките на видот. Сега што е работата, што е спорно кај адаптацијата и кај вариацијата, што они сметаат дека, односно сметаат долго време, дека без информација, без механизам кој што делува на генетскиот код, таа стекната физичка особина може да се пренесе на следното поколение. Знаете, она позната финта мајмунот што земал банана и се исправил, му крцнало нешто грбот и од тој момент беше ги пренел таа особина на следната генерација. Ја имам еден чист вака пример од секојдневието. Значи, жена ми има дупнати уши, незината мајка имаше дупнати уши, баба исто има дупнати уши, керка ми кога се роди, моравме да ги дупнеме ушите. Не се роди, значи не го пренеле таа стекната особина на дупнување на ушите. Значи, како што видовме, многу обиди, малку успеси, како се, ај се да видиме еволуцијата на еволуционизмот. Значи, од попрости кон посложени, што Дарвин исто се сомнел од самиот во тоа, рекол, ако мојата теорија е точна, се надевам следните генерации, модерните технологии, ќе ги пронедат меѓу алките и исчезнатите фосили кои недостасуват. Мислам, она, знаете, пола жилка, па пола предните нози се претвориле во крила. Сега тие не се најдени до сега, нема ни да се најдат, зошто? Проста причина зашто таквата жилка не може 2 минути да живее. Ќе проба да лета, не е се баш крила, ќе проба да оди, не може да оди, ќе проба да плива, перјата ќе се натупати. Не може такво нешто да функционира. Виделе дека тоа не може, го напуштиле тоа, дошле до монструм кој ветува. Значи, што тоа значи? Така се вика теоријата монструм кој ветува. Од јајце на рептил се изведува птица. Значи, женката диносаурус се снела јајце, се чека некое време да ја се изведат и тап кокошка. Или ној не е битно се изведува и он почува да трча, затоа што се слични меѓу себе. Или мајмуница која што раѓа човек. Мајмуницата забременила и сега не знае нешто се случило и тап она ќе роди нешто што е повеќе човек, а помалку мајмун. И сега многу добра забелешка кога разговаравме еднаш со тецевица, вика како тоа у исто време да родила, баш таа родила нешто што е налик на човек, у исто време некоја друга родила исто така налик на човек и баш у исто време едното било мошко, другото било женско и баш у исто време ни се сретнали, се спарили и после почнале да раѓаат пак луѓе. Виделе дека и тоа не иде, дошле на моментот безброј позитивни мутации
кој што, како што рековме, со мутација се менува, меѓутоа и тоа не е механизам, затоа што најпознато покрај бактериите, знаете што бубашвабите, овие лебаркиве, станале отпорни на пестициди, дури на бојни отрови станале. Да, меѓутоа тоа во рамките на видот. Никој пат нема да станат отпорни на сулфурна киселина, нема да станат отпорни на оган, нема да станат отпорни на чекан, разбирате. Нема да станат отпорни. И кога виделе дека и ова не може, нема научно покритие, доаѓаме до денешниот стадиум на еволуционизмот, односно на дарвинизмот, кој што вели научен консенсус кој има толкова подкрепа што нема потреба да се брани. Ке го предаваме, тоа ќе плаќате професори по биологија и уживање. Меѓутоа, сепак биле потребни докази, они ни понудиле некакви такви докази, односно има едно животинче како бубашваба кој што се вика трилобит, и тоа животинче трилобит се тврдило дека живеело прекамбиумот и од него се развивало. Меѓутоа пред 20 години е најден, да речеме, фосилен остаток, кој што покажува дека тој трилобит, кој што гледаме на сликата, е сгазнат од чевел. Тоа имате модерен чевел од некој 16-17 век со подпетица, од типот на каубојка, ајде да кажем. Подоцна имаме периодот Јура, во кој што сите школки она почнале да се преминуваат. Оној период Јура, да не ве замарам многу, во кој што диносаурусите се развили, после исчезнале. Како исчезнале никој не знае. Во тој период Јура е најден чекан, кој што чекан е многу интересен и специфичен, со прво тоа што е многу голем, што денесен човек не би работел со таков чекан, и втора работа што е направен од метали, кои што метали денешниот човек не може да ги комбинира. Значи антимон, хром, ванадиум и хлор. Значи, денешната атмосфера, денешната технологија не може да ги соедини тие метали. Тоа е исто многу битно. Се вајде диносауруси успеале некако да ги соединат, па се тепале со чекичи и изгинале. Потоа имаме мечки од различни епохи, затрупани во една пештера, значи стари, многу, да речеме, многу големи илјадници години помеѓу нив, се најдени затрупани во една пештера. Сега во интерес на времето немаме, ако сакате некој пат, друг пат или поединечни прашања може за. Да ги видиме на крајот вистинските докази. Значи, американците од кога отидоа на месечината поставија некој таму мерачи и така натаму да видат колку се таложи прав годишно, затоа што таму нема ветер, нема вода, нема право што да го одмие и утврдиле дека се таложат 0,004 мм годишно. Сега, доколку е стара месечината, колку што се претпоставува таму колку беше милиарди години, слојот би бил 28 метри, што, да речеме, Аполо 1 никако не би можел да слета. Меѓутоа, за разлика од тоа, Нил Армстронг го гледаме кога згази тоа мал чекор за човештвото, по 5 сантима згази прашина. Второ многу битен момент, човекот и диносаурусите, или човекот и джиновите. Знаете, на христијаните им се ампутира, поготово на православните, кои што веруваат во Библијата од првата до последната страна. Православното христијанство е тоа што тврди од првата до последната, дури и на корицата велува дека е тоа Библија. И се вика, вие луѓе верувате, вика, у джинови, вика, таму и во тоа време имаше джинови, вика, тоа се бајки, вика. Нема. Или например вика, што се случи со диносаурусите? И Ноe вика ги стај, а 65 милиони што се стари, кај беше Ноe диносаурусите кога бе? Сега да видиме. Што велат вистинските докази? Вистинските докази, што вели ова, тука да речеме, жена господја мумија, пронајдена во Пенсилванија, вика, рака на срце, джинови постоеле. Жената е висока 3,80, скоро 4 метра, а тоа е мумија исушена. Оваа коска тука, што ја гледаме бутна, доколку се во Турција е најдена, доколку се направи, значи, реконструкција на човекот би бил некој 5 метра висок. Доколку се ја видите главата, се споредите главата колка е, замислете колка бутен човек. Исто има една река во Сад, таа се вика Панелукси, во Тексас се ми се чини, во која што има цело корито каде што диносаурусите се бркале со луѓе. Ете тоа е ставка на дете таму, во интерес на времето сега нема многу да објаснам. Значи, непобитни факти дека диносаурусите и луѓето живееле во исто време. Тоа доле го гледат Ика Стоунс, има 100 такви камења најдени во едно подрече во Мексико и во Јужна Америка, каде што се гледа активно конкретни диносауруси, значи дали е Тирекс, дали кој, каде што се борат луѓето со нив, има некои каменчиња каде што ги јаваат, има цели фрески каде што ги одгледуваат диносаурусите, конкретни диносауруси кои што денеска се пронајдени фосили, дека ги одгледуваат како во кокошарник или така натаму. Потврда па на сето тоа се овие фигуринки. Има и фигурини, помали фигуринки од Акамбаро, кои што е како што вели научникот, замислете се што тоа значи. Значи денеска на тие преку 120 фигуринки можете да изучувате морфологија на диносаурус. А наводно ги направила цивилизација која што е стара 4000 години,
И се внимавајте како тие луѓе пред 4000 години знаеле како изгледаат диносаурусите. Или негде ги виделе, или стварно треба да се замислиме, не тврдам ништо, да не ме сватите погрешно, да се замислиме што е там. И на крај овој ми е особено омилен момент. Значи тој каменот доле го гледате, мегалитни градби нели сликаваме сегде, на Стоунхендж, пирамидите, Рапа Нуи, Великденски остров и така натаму, меѓутоа ово е врв, да речеме. Станува збор за едно наоѓалиште археолошко кое што веќе е ископување одамна. Тоа е Балбек во Риман, каде што има камења кои што се камења тешки од 7000 до 12000 тони, внимавајте. Од 7000 до 12000 тони. Денешната човечка цивилизација има кран, односно дигалка која што може да дигне 1000 тони. И тоа има само два такви крана во сад. И тоа може да ги дигне вака, од тука. Не може да преместува да. Овие камења се носени по 120 км од каменоломот до зашто околу е па песок се. Нема да кај да ги најде. Сега официјалниот, како да кажам, идеја на дарвинистите тврдат дека тој период кога е градено било доцно камено доба, овие неандерталци биле и дигале камења, не е проблем. Да. Значи, што е поентата на сево? Сега се запрашате како успева таква, да речем, не само ступидна, но и опасна теорија, да толку многу биде застапена, толку многу биде активна, толку многу биде главна, да речем. Значи, таа борба не е само за теоријата, него борбата за еволуцијата е само мала битка во војната за главните прашања, а тоа се суштината на постоењето на се, вклучително и човек. Немојте, ако човекот создал, ако некој го создал со одредена причина. Значи, човекот си има стопан, собственик, немаш ти туку така да си играш со него, сакаш го убиеш, сакаш не го убиеш. Втората работа, човекот е круна на создавањето, вели Библијата. Еволуционизмот вели не вика непотребен паразите. Се развал до одреден момент, како диносаурусите и сега е најврвната алка, нема што да му застане на патот и меѓу себе ќе се појадеме. Односно сте слушнале онаа изјава дека земјата нема да може да неистрпи, премногу се размноживме, немаме природен непријател и така натаму. Дури во последниве години веќе се збори активно за депопулација на земјата, ако сакаме земјата да обстане. 2/3 века треба депопулација да се изврши. Што тоа значи, ме не ме страв да помислам. Значи, потекло и веродостојност на моралниот закон. Вчера отецот што зборуваше морален релативизам. Значи, вие ако немате оној, кој е тој што ќе каже што е исправно, што е добро, што е лошо. Ако немате Божи закон, ако немате морален закон, тогаш тоа што е за мене добро, за вас може да биде лошо, кој јачи тај тлачи, што ви рекли србите. Знаете што е поентата? Поентата овдека е, значи, ако вие имате морален релативизам, се е дозволено. Знаете, например, поборниците на оваа теорија велат, па добро, државата ќе донесе закон. Суд има, вика. Светски суд, трибунал ќе направиме, ќе донесе закон. Меѓутоа, внимавајте, што мислеше, например, државата Германија за, како да кажеме, печењето на евреите у концентрациони логори? Топија вика, тој е супер закон. Подоцна, па кога нив ги судеа, Нимбершки процес, што мислеа тој, да речеме, трибунал за осудениците? Тука и здраво, и криво, и право, и сакато, се судеше, се што е нацист. Значи, државата нема капацитет да создаде закон, супериорен закон, кој што вистински ќе суди. Меѓутоа, се прокламира сето тоа под една така фина реченица, која што се вика интелектуална слобода. Значи, дајте интелектуална слобода, по тоа се подразбира не мешање на државата во науката, односно не мешање на црквата во државата. Што тоа и да значи, и на крајот би завршил дека ние бевме предупредени, многу јасно и децидно предупредени од светиот апостол Павле во второто послание на Тимотеј, кој што вели оти ќе дојде време кога луѓето нема да го слушаат здравото учење, здравата наука, но водени од своите похоти ќе се изберат учители за да им го залажат слухот. Тие ќе го одвратат слухот свој од вистината и ќе се обрнат кон бајки. Како она од вчера жабецот што станува принц. Од 3 милиони години. Да. Ви благодарам. Да ви нещо интересантно да подаря. Shift F5. Ако събеждате, уши ме шпите.
Се уморивте? Ја мислам дека и овде имаше многу работа за... Многу се уморуваме за државата секој ден создава закони и секој према своите потреби. А Бог создал 10 заповеди и ако се придржуваме према тие или према двете на Христос, се би функционирало најнормално. И затоа и да се заморува народот без потреба, без никаква нужда. Добро, овде се кажа многу нешта. Прво, документарецот изобилуваше со информации. Сега не знам, требаше навистина може би малку подобро да организираме оваа средба, да повикаме луѓе и од образованието, може би има нека од вас тука. Јас сум ги дзирнал учебниците по средно биологија, тоа е чиста бајка, да кажам најискрено. Дури мислам кога разговарам така со средношколците и они се смеат на тоа што им е понудено. Иако сега мора да кажам дека и кај нас се отвори таа можност да се говори за тие два аспекта, затоа што веќе има толку докази за тие два аспекта, за тоа на кој начин треба да се прифати или да се размислува за потеклото на животот. Да се размислува за потеклото на животот. Мора да признаам дека во периодот во кој овде отворено се негуваше еден атеистички пристап, еволуционизмот беше прифатен како дел од таа идеологија и тоа беше дел од приказката да се покаже и докаже дека човекот настана случајно и дека е од смрт и оди кон смрт и се што му се случи во овој живот е случајно, така да човекот нема никаква вредност и затоа треба да живее заради некаква идеологија, заради некаква цел, општа, не конкретна и апстрактна и така натаму и така натаму. Денеска мора да признам сепак се отвараат можности да се размислува од повеќе страни. Но, како што забележавте во самиот документарец, на самиот почеток тоа беше кажано, дека луѓето понекогаш, кога ќе се отворат овие прашања, особено некои структури на државата, па и наднационални структури, многу се понетолерантни во однос на прашањето на еволуцијата, отколку на некои политички прашања. Знаете ли зошто? Затоа што ако се сруши идејата за еволуцијата таква како што е нашминкана, конструирана идеолошки, тогаш се отвара сериозно прашање. Ако човекот не е случајно настанен, тогаш постои Бог. А ако постои Бог, тогаш Бог повикува на одговорност. А ако има одговорност, тогаш јас сум одговорен за својот живот. А што е најбитно, јас сум одговорен и за животот на другиот, што е најинтересно. И во Господ на тоа томче. Ако се види случајност или само некакви паразити, взимам ја пиштол и пречи, например, некој губивам паразит. Вие знаете, онака бубачки, так. Сега, по која приказка, ако ви пречи некој, за жал, има луѓе во овој свет кои задоени од ваквиот принцип. Тоа томче го покажа убаво од почетокот со петокраката и така натаму, кои се задоени со овој принцип на еволуционизам, на идеологија, на нихилизам. И они луѓето ги гледат како ништо, ме разбирате. Вие за тие луѓе, за тие системи сте бројка. Вие сте ништо. Вие не сте созданија Божи со идентитет, со интегритет свој, со дух, со личност, со неповторливост и оригиналност, со свој живот. Не, вие сте само обична бројка, обично паразитче. И затоа некои тука го отварат и прашањето за депопулација на земјата. Многу не има. Има многу прашања, имаме. Кажав јас и на почетокот вчера дека ова предавање, односно овие две средби, отвара суштински прашања со кои ќе мора да се носиме и како интелектуалци, и како граѓани на оваа наша Македонија, на Европа, па и пошироко, и како христијани. Еве, вие гледате како од ден на ден, се повеќе не наприснува тој идеолошки контекст на секуларизам, на морален релативизам, на испразнетост, на ништожност и не сведува на нула. И сега ако ние дозволиме, тоа е тоа. Но не е моје сега да зборувам, поверете вие, затоа што вчера останавме без дискусија. Да повели. Мислам дека подекрила некој беше. Да, повели. Само ќе мора да станеш малку поклон. Ајде, не иди. Нешто да кажам, сакам да ми вие брате, може да ви го снимам. Нема не се. Значи, сакам да кажам
на заговор, или пак идеја на заговор да постои заговор. Така, например, сега почва да се дадат информации за Луи Пастер. Сега да не кажам наводно, затоа што не открив нашата единствена, што не е констат, дека при крајот на смртта признал дека направил грешки во однос на своите теории за микробите, потоа дека се напишани книги, меѓутоа кои што, да кажам, не добри публицитет, затоа што за да не се наруши според зборовите во текстот, така наречениот научен круг, за него како успешен биохемичар, дека неговата слава е измамна, за која стават масони, дека најмногу корист од микробите, значи микроби за микробите имат компании што произведуваат лекови. И соразно со тоа, значи да се преиспита смислата на антибиотиците или вакцините, со размислување дека животот не може да се уништи, па според тоа не може да се уништат и бактерии. Добро. Значи, тоа ме интересира, во нашава земја вакцинацијата е задолжителна, след тоа тоа да пази за некој што учествува да не го вакцинира. Така се случува да бидам доста иритиран, че лице од здравството, да биде прашан дали тие вакцини се здрави, да каже да, но да подозна кога некоја мајка посведочи дека, например, не си доведе много непосредна животна опасност за тие вакцини и си дека некои поврзаности случаи на вакцините, значи дека мене лично создава некоја загриженост и сомнеш дали се представува вистина. Така. Само Предпоставам дека до мене е прашање. може само малце да, нема многу да дожа. Внимавајте, да не, пошто јас пред малце кога говорев, видите, јас не сум не прифаќам дека се прави некаков свесен заговор во овој свет, но од друга страна многу нешта што се случуваат во овој ваков свет, ме сведочат дека некои луѓе, како што ние христијаните тоа го велиме, потикнати или од сребролюбие, алчно за пари, или од славолюбие, алчно за моќ и така натаму, или од кои знае кои причини, ја користат науката за своји цели, ја злоупотребуваат. Факт е тоа, фармацевската индустрија, што да ви кажам? Ама тоа е злоупотреба. И не случајно кога го дефиниравме ја дефиниравме темата за вчерашната и денешната средба, таму доле пишува. И затоа откровението Божие е потребно. Затоа христијаните се потребни во овој и ваков свет. Потребни се луѓе со совест и со свесност, луѓе со етички момент, затоа што науката тоа е луѓе огромна моќ која ви овозможува многу нешта. И ако вие немате свесност и совесност и одговорни личности на прави позиции, ви се молам, затоа се тука потребни, значи, едуцирани, освестени луѓе кои имаат сознание и прецена се, имат етичност во себе си. Па што мислите вие, зошто ние ги правиме овие средби? И зошто ние оваа тема ја отвараме? Многумина кога ги правевме овие работи, викам, чега бе, да удри некоја по-популарна тема, така да дојдат луѓе. Не викам, по-популарна од ова нема. Само што на луѓето некако, што да ви кажам, уште им е далеко оваа тема, уште не ги пече директно. Иако и текако не пече во секој ден. Не се свести, повели доктор, извини. Вака се предпоставам дека прашањето конкретно до мене како фармацевт е, не како да речеме другите делови како хемичар, него како фармацевт конкретно. Станува збор за тоа за вакцините и за фармацевската индустрија. Тоа пар екселанс е мафија, нема збор, варете тоа. Меѓутоа, видите, ние многу комотно сега се однесуваме од перспектива на човекот 2013 година, као ќе го вакцинирам детето, не го вакцинирам, масони измислиле вакцини. Меѓутоа, видите да сте живели во 50-та година, кога секој второ дете заболувало од шарлах, а секој трето дете умирало од магарешка кашлица, немало да резонираме вака. Значи морбили, коселе и така натаму. А благодарение на тие вакцини, на работата на Луи Пастер, сега не можеме да бидеме толку комотни затоа што тие болести, инфлуенца, магарешка кашлица, жолта треска, тие се изумрени и нема. И евентуално ако отидете во Буркина Фасо или во Танзанија ќе се заболите со нив. Добре, во Косово. Не мислам сериозно, не сакам никога да навредам.
Значи, ние сега можеме многу комодно таа позиција, тука нема да ги вакцинирам децата, вака ќе биде, така ќе биде. Верете, меѓутоа ако 50% од луѓето решат да не ги вакцинираат децата, да се прашаме што ќе се случи кога жолтата треска ќе почне да убива 12 милиони, 18 милиони, како што тоа било случај во, да речеме, 20-тите години. И сега исто многу битен момент е колку се вакцините штетни, колку се корисни. Знаете, има една народна поговорка што вели гром у коприва не удира. Само некој мудрец се досетил, вика, прашајте ако копривата ќе удре. Знаете, тоа веројатноста да, не дај Боже, се развие аутизам, мада и тоа не е научно да кажем. Тоа се шпекулации, тоа се дебели шпекулации, меѓутоа е 0,0001%. Значи, не знам, ајде да речеме од милион луѓе, не повеќе, од 100 милиона луѓе еден може да му се случи, што фактички да кажам дека се случи, ма не дај Боже да сте вие тој еден, што ќе му се случи тие 100 милиона. Тоа јас сум свесен, не дај Боже, пак речем, само Господ златен на помош. Ама што ќе се случи со овие останативе ако не се вакцинираме? Секој трето дете што умирало, секој втор што разболувал, се шири туберкулоза, веќе почна како луда да се шири по Америка, по западот на Америка, па заради тие идеи на мормоните и на небе вакцините масоните ги измислиле. Сега многу кратко да не отиде темата во друга насока, кога сме кај масоните. Масоните имаат 33 степени. А негде имам прочитано дека до 31-иот степен не се свесни на кого му слушат, на која идеологија, на што идеологија и што е таа идеологија. Што мислите сега, зашто било кој креп? Може човек стварно бил, не знам, може масоните го подкрепиле, го платиле, пастер, ја стварно нема појма, ама пастер бил многу јак верник. Знаете, пастер се причествал, се молел. Тоа некако ми е малку, може да му дале пари, ја не викам дека тоа никој не го знае, а не знам ли некој што го знае. Меѓутоа, што со тоа ако му дале пари? Зар сега не треба да го пастеризираме млекото, треба да цицаме директно од кравата, не треба да има антибиотици, треба лук и ракија да пиеме. Не знам, тоа ми е враќање 200 години назад. Со сет респект. Добро, тоа ќе имаме ние последна трибина за позадлабочени прашања. Повели. Добро, малку се дискусијата отиде на правец. Не е битно. Правилно направено. Она што сликите кои ги прикажа во однос на вистинските докази се нешто што уште пред 15 години ги сретнав во една книга Forbidden Archaeology. Забраната археологија, таа направи бум во Америка и беше и забраната. Меѓу другото. Се и во Европа се така. Да, ето да не знаеш. Меѓутоа друго ме мотивира да го прашам следново или да повеќе ќе искоментирам. Оно што го кажам може за повеќето звучи како научна фантастика, меѓутоа јас го кажам од аспект на, ајде ќе кажам, верник кој е загрижен како ова следново влие. Тоа е поврзаноста на присуството на вонземјани, затоа што многу од овие докази кои ги спомнам и другото, знаеше самиот дека и сам се повеќе пирамиди се откриваат, се повеќе разни археолошки докази и во научната фела постојат така наречени креационизми, меѓутоа од вонземски раси и така натаму. И тоа го подкрепуваат со археолошки докази. Да, одлично прашање. Дали тие ќе метнат еволуцијата или не, тоа е друго прашање. Ирелевантно. Триковите се. Да, ирелевантно. Твој коментар во врска со тоа? Зашто само да додадам? Опасноста е следна. Во актуелно дури во Македонија, јас сум сведок на тие нешта, се тврди дека да речеме за жал се смета дека Исус Христос или некои од другите религии доаѓаат од разни планетарни системи, што е многу незгодно. Ме разбираш? Да, одлично прашање, се занимавам со тоа веќе до 13 години. Фала ти за прашањето. Значи, вака, сега овдека што е мојот коментар на ова? Мојот коментар на ова е, значи, бидете внимателни, лукавиот се прерушува, се претвара во ангел на светлината. Значи, тоа е тоа, Христос ме предупреди од тоа, и сега внимавајте, дека постојат некои други битија во универзумот или во мултиверзумот, како што постојат повеќе димензии, така тврдам. Тоа е неминовно и неспорно. Значи, и конкретно се именувани, има ангели, архангели, чинови, серафими, херувими, да, Отецот подобро за тоа. Сега, ако некој од тие, внимавајте, не постои само побуна на земјата, постои побуна и во универзумот. Значи, 1/3 од тие битија, кои што, ај како да кажеме, се многу интелигентни битија. Тие, не знам, ако човек има IQ од 100 до 120, може имат 1.200.000 IQ. Значи, тие битија кои што се во побуна против Бога,
А за крајна цел е да страда човекот и да го нема по можност, затоа што е вика создаден по лик и подобие Божие. Се кој ќе го види лик и подобие Божјо, знаеш како? И се рачуна го си ти толку интелигентен, а си го побуна попри Бог. Па ќе направиш сите можни илузии, сите можни трикови, сите можни зашто пазете се, еден човек кој што е хипнотизиран. Му вика хипнотизерот. Ја и во живо имам виден хипнотизер. Му вика пливај вика во базен. Плива на шумот, се смеат деца. Нема ни базен ни ништо, хипнотизиран плива. А внимавате човек ако може така да хипнотизира, што може некое битие такво да не го именувам сега, што може да направи? Какви илузии, какви замки, какви воземјани. Значи, внимавате дека постојат, ај како да ги наречеме, други битија, да, неминовно е постојат. Меѓутоа, сега главното прашање тука се поставува дали тие битија се транспланетарни или се трансдимензионални. Мојот коментар на ова би бил дека да, постојат, меѓутоа тие битија се прикажуваат од друга димензија, а не од други планети и галаксии. Тоа бе мојот. Даниела, ти имаш ли свој? Само ќе се сумирам за теоријата на еволуцијата, Ја ќе мораш малце погласно сега од микрофонот. Научник произлегува од научникот, научник Чарлс Дарвин, е стара 200 години, 19 век и време е да се смени. Значи не е теорија, е хипотеза. Затоа што и самиот Дарвин вели најдете докази во следните 200-300 години за мојата идеја. Да ја подкрепите. Да ја подкрепите. Значи тој има некоја, тој значи бил незавршен лекар, тој бил успешен. Патува значи низ светот и немал ни биолог. Значи е самоук биолог и ја гради својата идеја врз база на она што го обсервира. Значи научната методологија не е само обсервација и е степен и зависи од степенот на тие методологии релативна вистина. Наука не е релативна вистина е едната на научниот развој во тој период, 19 век. Значи со тодешните методи на макро и истражување на макросветот и на микросветот и гледајќи ги документарецот, се наоѓаат голем број на докази кои ги критикуваат на поставеност таква како што е. И грешката е тоа што ја сметам дека се стреми да опфати се, значи еволуционистите се опитуваат да објаснат не само биолошкиот, таа се бави исклучиво со биологијата, но тие се стремат се да објаснат. Цела идеологија. Цела идеологија. Значи Тоа се каже еволуција на хемија. Се шират во сите други. И најстрашно е нивната идеологија во политиката, тоа е социјал-дарвинизам. Свеста не објаснува како настанува во човекот. Најглавно. И не дозволува века дебат. Меинстрим, значи со научен консензус кој не дозволува дебат. Значи не а она што и Дарвин го вели, треба две точки гледишта за едно ишју, за едно прашање. Значи сами со себе се побиваат. Учителот не го почитува. Таткото на идејата не го почитува, тоа дека да има две гледишта. Извини што те прекина, тука е многу видно во научните кругови, поготово во Европа, американците не сакаат тоа да го согледат Норвешка, Данска како по-прогресивни земји, тоа го нарекуваат аплауз со една рака. Знаете, слушате само едната страна е застапена медиум, има многу пари, вика да, во ред може да се аплаудира со една рака, меѓутоа како тоа звучи, тоа е овој аплауз. Аплауз со една рака. размисли за прашањето. Одбарано во Европа и на Да не гледам. Јас стварно не можам да Сега ти кажам што барам. Кажа тамо, покаже еден знак, томче на почетокот. Па кој има ум? Дека раз. Јас прочитав на интернет дека во Белгија значи се донесе закон како и да се еутанизираат децата што се заболени од аутизам, а и луѓето кои што се заболени од Алцхајмеровата болест. Но граѓаните се исплашени, нели дека после може би наред ќе бидат да се еутанизираат болните од менталните болести и од рак и така натаму. Кој е вашиот став за тоа? Ето сега,
Тоа сега во наше време. Да. Почнал национал социализмот, така почнал. Значи, нема многу да коментирам за ова. За ова само би кажал дека експериментот е еднаш виден, значи 1911 година во Африка, каде што пола Намибија е убиена под наводна, да речеме, белгијците во тоа време мислеле дека се они извитоперени затоа што се, да речеме, црнци од Да, но белгијците се баш тие кои што, да речеме, го направиле тој... Оке, не е битно. Кои да се, еве, германци нека се, кои што сметале дека черепот на црнците во тој регион е малце поширок и они сметале дека тоа не е енцефалит имаат, нешто мозокот им е проширен и тоа вика ќе се шири на следни генерации, тепајте тоа, цели племиња се потепани. Истото тоа сме го виделе значи во концентрационите логори, прво е почнато така, болни од ова, болни од ова, и сега се наметува главното прашање кој е тој што ќе каже кој е болен, кој е здрав. Утре може ќе каже овој болен од христијанство, дај ме овој болен не е нормален човек, видиш што збори. Сега тоа е главното прашање, кој е тој што ти каже кој е болен? Идеологијата и лидерот. Да, победи. Само да, после тоа нема проблем. Победи. Ја би се наводил на свој коментар на господинот затоа што токму целата битка во науката е околу тоа дали е светот човекот создаден од Бог, креатор, или е во светот интервенција од Вселената. Дали некоја виша поголема нација од нас интервенирала на Земјата, па се создадо се овој процес на светот. Ваквото они тргнале и нас е токму тоа од тие причини формирање, да ги испитат дали фактички такви интервенции имало на Земјата, а тоа е затоа што антропологијата и вие сами сте спомнали дека од 3,5 милиони години пред нашите ери има податок дека поставяјќи човекот на две ноците води дека Homo sapiens постои секако како се развива еволутивно, но антропологијата има податоци дека пред 8 милиони години исто се случувало нешто на Земјата. Најголема тајна, се уште е тајна, кој што во антропологија се вика како црна дупка, затоа што не се знае што се случува од 8 милиони години до 3,5 милиони години, не се случува, не знае што се случило со овој човек што се појавил како човек. Процесот, него знаат еволутивен процес. Мислите да неандерталецот како така? Бидејќи фактот, научниот факт во антропологијата дека од 3 милиони години наваму веќе човекот се стигнал од дрвото како мамут. Може да прашам, кај си го читал ти ова? Кај си го читал? Бил ми другарче за тоа така правда. Кај си го читал? Кој оперира со 3 милиони години? И која антропологија, која сериозна антропологија оперира со 3 милиони години? Вака на други предавања мислам ако се има да ќе донеси како Да, ќе донесе што мене ме интересира многу. Баш ме интересира кој е авторот. Не, тука да. Но таа црна, што ја нарекува таа црна дупка, тука баш и овој податок ќе го донеси. Пронајгат дека е пронајдено некој суштество, наречено парампит, не сум за точно да цитирам како е, во кој не се знае потеклото како е. Мислам како испитувано биолошки инцидент тоа, но не го знаат потеклото како е. Од тука се тргнува таа цела приказка по посебни Деникиновите теории дека фактички дошле вселенци па во. И од тука се тргнува таа приказка дека на Земјата има извршена интервенција од Вселената, некоја виша нација. Да, НАСА се повеќе и повеќе, веќе во 80-те години веќе отфрлува теоријата на Дарвин како еволуцијата и се повеќе нејзините испитувања го докажуваат дека токму се случува некоја цивилизација, дека интервенцијата е токму од Бог создадена на Земјата и дека Земјата и човекот е создаден од Бог. Најмногу тука и Карл Саган, тука во тие правци е и Артур Кларк со Одисеја 2010-2026, токму во тој правец сакате да го насочат размислувањето на науката дека тој точно е, дека на Земјата интервенирано е, но дека не е од некои вселенски повисоки нации, туку дека е од Бог интервенција. Целата, мислам, наука во тој правец се движи, да токму тој тука се содруват и, да кажем, атеистички
ученици кои овој сами што има откриено Божјата честица, он сам се декларира дека е атеист. Но дека наречена Божја честица, потоа дека мислам дека проблемот во науката денес е толку еволюционира од тоа дали да се докаже дали е интервенирана од Бог интервенцијата со забавен човекот или не чекайте. Вака сега. Се тоа окей. Внимавајте. Една работа е наука, друга работа е идеолошка рамка. Да разбирате? Идеолошка рамка. Вие можете било кои факти да ги извадите во контекст, да се ги ставите у контекст во рамката ваша идеолошки и така да ги пласирате. Но тоа е друга една тема. Тоа е друга една тема за која веќе планираме на трибина да направиме, затоа што исто така и многу често и христијаните кои терат некакво поквази христијанство и они си прават идеолошка рамка па путаат во неа се и свја и така натаму така натаму. Овде се трудиме да видиме што може по-објективни, колку што може да бидеме објективни, ме разбирате? Без да ставаме во идеолошка рамка, да ги гледаме фактите такви какви што се. Повелете. Ако може само една минута на господин да му кажеме на мојот. Знаете како, значи сето тоа што вие го велите што НАСА прво, зачетокот на нас има многу екзотерична приказна, тоа е друга тема. Втор битен момент што е овдека. Овдека е многу битен момент што така наречената New Age религија, која што се трпа се и се што горко има потреба, жизна потреба има да покаже дека некој од надвор дошол, некоја цивилизација, некој вселенски Христос и населил тука семе ово нешто. Меѓутоа, внимавајте, тука се наметува одма прашањето. Значи, таа вонредна цивилизација, многу паметна, многу стара, многу ова, кој ја создал нејзе? Значи, тоа е главното прашање. Некој пат мора да постои абсолют. Оно што е Елохим, оно што е Адонај, оно што е Јахве. Јас сум тој што сум. Значи, тој сумот мора да постои. Цивилизација, ваков, таков, над човекот, окей, тој се во ред. Меѓутоа, знаете како ја имав една дебата со еден многу истакнат професор, ќе се препознае можеван снимкиве, да не го именувам сега, кој што се расправа со него и ми вели, викам, дали вие сте сигурни дека не постои Бог? И он ми вика, апсолутно. А математичар е човек. И ја му викам, добро, извинете, како можете да мерите апсолутноста? Која референтна точка ви е за мерење на апсолутност ако нема апсолут? И човекот до тој момент веќе престана да дебатира на таа тема. Значи, видите, мора да постои апсолут. Океј, цивилизација, од таму, 3 милиона, 100 милиона, некој таа ја создал. Мора некој вон времето и просторот да постои. Тоа е тој Адонај Елохим. Пове. Прво сакам да изразам благодарност и треба почесто вакви теми да и трибини да има, мислам, со ваква тема, затоа што очигледно ова е неисцрпно и ќе не води само од... Не е неисцрпно, за 15 минути треба да завршим. Само сакам да кажам, со документарите што го гледам, че се потврдува она што кажува дека одредени структури сакаат науката да искористат за своји цели, интереси, затоа што не е можно, ако се извлекува само позитивното од неа, би требало ние, значи, ако создадеме здрав тема и остова, само да се наградуваме. Значи, на следните генерации и поколенија да им го даваме она до кое сознание сме дошли, тие многу полесно ќе им биде да чекорат напред. Значи, се докажува дека образованието и науката не ода прволинијски. Значи, ако векот е негде, сега скоро имаше, мислам дека негде прочитав, не можам да се сетам, ако е 70-80 години, минимум 15 години се потребни да се образоваме и е тоа многу време се смета дека е изгубено, а сето треба да ни биде нас, значи, сублимирано во многу, да кажеме, многу пократко време до поголеми цели и резултати. Значи, јас самиот ги анализирам работиве и сите случувања што се викам, значи, многу напред отидовме, а се повеќе има болести, се повеќе има вакцини. Се повеќе зборуваме за демократија, се помалку има слобода. Од друга страна, кажуваат Господ, мислам има такви, дека не постои. А она што мене ми остана, мислам така, посебно што мислам и многумина се согласуваме со тоа дека нивните идеологии, значи се идеологии на смрт, значи
ќе го кажам само кога она зборуваме за генетски модифицирана храна, значи Господ кога создал природата, животните, животинскиот свет и се, значи знаеме дека од еден домат, кога ќе остави ние некоја сенка, таа понатаму значи ќе роди друг плод. Меѓутоа, до они што го прават, значи семето не раѓа живот. Значи таа е спротивноста. Значи треба да ја купиш од компанијата што ќе ти даде себе. Значи вербата во Христос, значи она што значи живот и она спротивност. И многу пати вака кога сме разговарали со, да кажеме, пријатели, мои колеги, често овие теми ги така. Значи јас велам, како може многу полесно ќе ни биде ако ние бидеме, значи живееме во склад со природата и Божите закони. Зашто? Значи само ќе мораш малце да кратко само. Да. Значи Светото писмо јас го разбирам вака. Значи тој како едно техничко упатство кој ќе купиме еден автомобил како да го потребуваме. Или еден куќен ред во една за оваа планета Земја. Така е. Значи ќе мора да финализираме, имаме уште само двајца кои ќе може да. Само кратко. Ајде. Како што започна оваа тема